Инаку ние во продолжение одиме, па ќе кажам, со една убава тема која што повторно се однесува така и на пролетта. Веќе ни пролетта не знаеме каква ќе биде ниту летото, затоа што во лето се случува некогаш да има дождови, зимите да бидат притопли. И знаете што велат експертите, дека COVID-19 е мало дете во споредба со тоа што може да ни направат климатските промени. Но дали сме свесни за ова? Утринава на линк на второто вклучување е колегата Маријан Ников. Маријан, повели со твоите соговорници да дознаеме, знаеме ли воопшто како општество што ни се спрема со овие климатски промени доколку не почнеме малку повеќе да ја почитуваме мајката природа? Токму така, Елена, треба да ја чуваме пред се мајката природа, особено што, како што најави ти, и она што може би веќе и може дел од гледачите и граѓаните да го прочитаат, дека COVID-19 може да биде мало дете во однос на она на глобално ниво што како опасност носат климатските промени. Тука со мене е еден експерт, барем на таа тема, климатологот Пеце Ристевски. Најпрво ги кажам добро утро, еве дадовме една куса најава за она што се климатски промени и зашто треба толку да бидеме внимателни, бидејќи можеме да имаме и големи последици. На предлог на Комисијата за климатологија во 78 година, Светскиот конгрес на Светската метеоролошка организација во 79 година ја има поставено Светската климатска програма, преку која се покажа дека климата како ресурс може да биде и благодет, меѓутоа и за многу штетен за идните генерации. Имајќи во вид дека преку проблемот со фосилните горива и ефектот на стаклена градина почнува процес, однос со индустриализација на државите, почнува процес на зголемување на ефектот на стаклена градина и почнува да се загадува атмосферата и да се зголемува температурата на воздухот и да се намалуваат врнежите во светски рамки, односно да се јавува глобално затоплување на планетата Земја. Ете, токму тоа, професоре, тоа глобално затоплување. Ние, последното лето, ќе кажам, бевме сведоци на голем број пожари што беа присутни во нашата Земја. Колку климатските промени влијаат за да се појавува суша, се појавуваат пожари, за да ги намалиме сите тие работи, барем ако нешто можеме да се заштитиме. Колку климатските промени што се присутни во светот, па и кај нас, влијаат конкретно во нашите услови? Видите, проблемот е во тоа што во нареден период ќе се зголемува температурите. До сега на светско ниво температурата е зголемена 0,6 степени, значи плюс-минус 0,2 степени во светски рамки, и во нареден период, имајќи ги во вид сценаријата кои постојат, кои ги има направена експертската група, меѓународниот панел за климатски промени, во 2100 година заради ефектот на стаклена градина, температурите ќе се зголемат за 3 до 4 степени, дури 5, а врнежите ќе се намалат. Според тоа ќе се случат кардинални проблеми воопшто во светот. Температурите, рековме, ќе се зголемат, ќе почнат да се топат глечерите, понатамо мразот и ќе се мразот, вечниот мраз, и ќе се зголеми светското море дури до 88 сантиметри, кој ќе има реперкусии врз животот на приобалните земји и подрачја. Барем кога станува збор за кај нас, како да ги избегнеме сушите, дали може, да кажеме, со формирање, со организирање на оние вештачки езера, колку толку да си помогнеме за да избегнеме период, може би следното прашање ќе биде и за земјоделието, како сето тоа може да влие за да климатските промени ги насочиме за да имаме и подобри земјоделски производи. Видите, многу е важно да бидеме спремни за такви состојби, а спремноста е во тоа што ќе ги прилагодиме сите стопански гранки кои се ранливи на климатските промени,
во доменот на водостопанство, да имаме залихи за вода, да речеме како што е акумулации кои би служеле за наводнување во земеделието, прилагодување преку промена на отпорни видови и сорти на растенија во земеделието, во шумарството и така натаму. Колку сето тоа сечата на шумите, на оние, ајде, ќе кажеме на глобално ниво, на што слушаме и што гледаме за Амазон, меѓутоа го имаме тоа тука и на нашите планини, може да влијае на климатските промени. По тоа влијае, нормално влијае, имајќи во вид дека пожарите што минатата година го имавме како големи катастрофи во однос на топлотните бранови и сушењето, односно горењето на шумите исто така има влијание. Една од главните проблеми што во минатиот период влијаеше на промените на климата беше поврзано со Како да го надминеме оној проблем што се создава со стаклената градина? Па проблемот е во тоа што треба да намалиме изворот на загадувачки материи кои го формираат ефектот на стаклена градина, тоа се CO2, хлорофлуорокарбонати, водена пареа кои го прават тој ефект и кои влијаат воопшто на глобално ниво, а на локално ниво тоа се други проблеми. Можеме ли да сметаме, да кажеме, во даден момент се поголемото искористување на сончевата, на светлината енергија, дека може да помогне колку толку климатските промени да не одат, ајде да кажам, во негативна насока за човекот и за човештвото, туку ако можеме барем малку да го забрзаме тоа темпо, да го успориме тоа темпо? Па видите, ние како мала држава треба да се ориентираме на нови обновливи видови на енергија, имајќи во вид дека тие се само излезот од ваквите состојби, меѓутоа тука треба борбата да ја води меѓународната заедница преку ова конвенцијата што е веќе од 1992 година подпишана во Рио, понатаму конвенцијата за суши и опустинување, каде државите воопшто треба да се прилагодат кон намалување на користење на енергиите со фосилни горива и кон нови обновливи видови, како што е сончева, ветрова, биогаз, хидроенергија, кои се обновливи и не ја загадува животната средина и се намалува количеството на загадувачки материи кои го формираат ефектот на стаклена градина. И на крајот прашањето, можеме ли да очекуваме климата да биде иста како што била претходно или пак веќе тоа треба да го заборавиме, бидејќи споменавте тенденцијата е дека ќе имаме глобално затоплување, дека температурите во просек се покачуваат и дека ќе има се помалку врнежи од дожд? Па борбата треба да ја водиме, реков, на меѓународно ниво, имајќи во вид дека оние стакленички гасови, што ги викаме елементи на стаклената градина, веќе се испуштени во атмосферата и му треба голем долг период за да се стабилизира климатскиот систем, за да се поврати на она ниво кое е веќе во договорот, односно во конвенцијата подпишан, и да се вратиме на ниво од 1990 година, а тоа е долгорочен процес и треба многу долго да работи меѓународната заедница, односно државите, за да ги намалат елементите на стаклената градина на ниво од 90-тите години од минатиот век. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека сите заедно ќе бидеме многу поодговорни и дека ова природата што имаме ќе сочуваме барем колку што може подолго. Па и ние исто
така треба поединачно да работиме, меѓутоа треба и државите, односно да се прилагодат према она што е договорено на светско ниво, односно со Конвенцијата за климатски промени од 1992 година. Ви благодарам, професоре. Тука некаде е крајот и на ова второ линковско вклучување. Елена, ова е толку денеска од терен, што би се рекло, започнавме некако отмурно е во овој разговор и сонцето не огреа, да се надеваме дека барем ако ништо друго денеска ќе имаме можеби нешто постудено време, но сепак сончево во текот на денот. Благодарам, Маријан. Му веруваме на Јубиша. Некаде по 11 очекувам некој сончев зрак.